Продолжуваме со нашите гости во студиото. Можам да ви кажам дека ние убаво се расприкажавме еве тука додека беа висите, коментиравме дека доста ова утро навистина имаме така, ако може да се каже, некои негативни теми, но верувам дека во овој дел ќе ве развеселиме и ќе убаво ќе позборуваме со нашите гости сето она кое што тие го работат професионално, а ќе споделат некои и приватни работи. Во овој дел секако ќе бидеме домаќинки вам, а и на нашите гости, јас и колешката Милена. Милена, добро утро. Верице, добро утро. Така, јас и ти денеска домаќинки, добри домаќинки, ги послуживме гостите како што треба. Да. Кој кафенце, кој чајче, кој стигнал дома да се напие, кој не, како и да ние секогаш имаме тука се што им треба на нашите гости. Тројца момци, различни генерации, но верувам дека во многу точки ќе се најдат и ќе се надополнат во однос на темите кои што ќе ги разговараме. Така, она кое што е интересно, дека еден од нашите гости всушност многу добро се познавате, подоцна ќе откриеме, да. Како, но тоа е убаво и драго ни е некако секој пат кога ги одбиреме гостите, секој пат се пронаоѓаат заеднички работи што секако нам ни е драго, а мислам дека таа енергија ја гледаат и гледачите. Да ги поздравиме уште еднашка, веднаш до мене е Никола Поповиќ Ниџо. Ниџо, добро утро. Ти си стендап комичар и дигитален креатор кој што можеби си позна секако на одредена публика, но сега со стендаповите твојата публика расте, се шири и во однос не само на помладите, туку и кај повозрастните. Да, пак ќе позборуваме малку и на таа тема. Веднаш до тебе е Борче Христов, кој што е тренер на фудбалскиот клуб Тиквеш и асистент во А репрезентација на Македонија. Добро утро. Добро утро. Она кое што кажав и таа символика е дека се најдовте ова утро со Милена, сте биле професор во гимназијата Орце. Секако и таму што се вели како физкултура, нели наставник за физичко, така да со ако може да се каже со спортот и со физкултурата сте цел живот. Да, добро. Така, и со вас ќе позборуваме за сето она кое што ни се случува во фудбалот и веднаш до вас е Боби Зафировски, пејач, кој што ќе позборуваме на убави музички теми кои што верувам дека ќе ни бидат добродојдени за наутро, како што се вели за утринска програма. Добро утро и вам посакувам, гледачите на. Така. Ајде да започнеме Борче со вас. Како што кажав, имате навистина огромно познавање и искуство кога станува збор за фудбалот и како наставник по физичко, но искуство което го имате и како тренер. Бевте тренер на Шкендија, Македонија, Ѓорче Петров, Евромилк, Борец, работнички во македонскиот шампионат, бевте едно 10 години и надвор во Азербејџан, каде што и таму бевте тренер на прволигашки клубови. Оттаму дојдовте и застанавте на чело на Кавадаречки Тиквеш. Вчера имавте утакмица. Како поминавте? Поминавме добро. Со победа. Фала Богу, да. Победивме, така да тоа е најважно. Секогаш бодовите се најважни, меѓутоа играта исто е важна. Меѓутоа јас секогаш кажам, ако играш добро, тогаш и бодовите ќе си дојдат. Ако играш послабо, бодовите нема да дојдат, така да добро поминавме вчера и освоивме 3 бода. Така, што значи тоа кога велите да се игра добро во однос на сите оние подготовки и што значи добар тренинг, добар тренер, дали тука е сега тоа комплексно во однос на создавање таа стратегија на игра, дали ги изучувате предходно противниците, ги гледате нивните последни надпревари како ги изиграле и според тоа вие правите, нели, распоред како ќе играте таа формација на 2 напред, 3 позади и така натаму. Сега јас толку не познавам, може лаички се изразувам, но тука сте ни вие. Добро, секако дека е комплексна работа, секако дека се прави анализа и на собствената екипа, се прави анализа и на противникот, секако дека се спремаме за време на тренизите за надпреварот, ги одлучуваме моментите како ќе играме за време на тренинзите, го работиме тоа што сакаме да го прикажеме на надпреварот и сигурно дека јас сум убеден дека и знам дека ако се добро анализира противникот, веќе 50% ја имаш добиено утакмицата,
заради тоа што веќе си спремени, играчите знаат како да се однесуваат на терен и веќе ми е многу полесно да взимаат решења во одредени ситуации, во ситуации кога што мора да одлучат брзо, мора брзо да мислат, брзо да реагираат и сигурно тоа им олеснува доколку имаат некоја визија однапред дадена од страна на тренерите. Колку е, да речеме, поврзана физичката кондиција на играчот со спортската интелигенција? Па поврзана е од која смисла? Значи едното без другото не може. И ако нема фудбалерот емоционална или интелигенција фудбалска, тешко дека ќе може да ги решава ситуациите внатре во терен. Меѓутоа и физичката кондиција е исто битна, затоа што ако немаш физичка кондиција, можеш во еден период да реагираш како што треба, меѓутоа како иде времето, се помалци ќе реагираш, односно ќе касниш, ќе имаш проблеми и така натака. Да. Така да едно со друго е многу поврзано, затоа што, пак ќе кажам, треба брзо да се процени на терен, многу интересен, ама е многу комплексен, така да не е едноставно да бидете фудбалист. Никола, како да го слушнав да каже дека играл фудбал. Сега не знам дали професионално или Па види, рекреативно? професионално пробав, меѓутоа знам дека бев 4-5 оделение, тогаш беше ФК Скопје во автокоманда и не ми одговараа тренинзите со целодневната настава. така. И тука мислам дека не знам, тој некај мој сон запре, меѓутоа проложив рекреативно да се занимавам цел живот. Уште играш? Па сега со оваа килажа не можам, не до толку, само напад, пошто не можам назад да се враќам, инаку не знам, ако се собереме од време на време знаеме да си избориме квалитет. Другарите се Да, студирате? да. Ако ништо друго, Едно барем на такмиш. PlayStation играм. А Боби дали игра? Таму не си морим. Боби со тајмингот тешко може да ги складам тие работи, што ние А како дете? Како дете, да. Да. Само играв друг тип на спорт, кошарка нешто се играв. Добро, значи сепак. Кошарка и тоа плеймейкер. Или играш или не играш. Значи организирав работава. Значи спортски луѓе сме собрале, добре, ми се допаѓа. Си го сакам спортот, дефинитивно. Се колку има време, ете толку се спорт. Па добро, сега треба малку да се пронаоѓа на време и без разлика, малку. Макар и онака рекреативно шетање, да. поред да се прошета во природа и така натака. Така. Никола, од синојка ни доаѓа што сте били од настап директно во Здраво Македонија. Ова ти е веќе втор стендап. Првиот беше Кој сум јас, синојка имаше настап со јас, Мари и останатите македонштина. Па колку е, да речеме, тешко да се создаде еден стендап? Сепак знаеме, живееме во време, невреме, луѓето некако нели имаат најразлични проблеми и не име толку многу до смења на крај на денот и треба нели да имаме некоја позитива. Јасно. Види, со нашето окружување не е многу тешко. Овие првите два стендапа кои сум јас, кои имав некои 3-4 настапа со таа програма, овој ми е втора вечер со новата програма. Инспирацијата бидејќи ја црпам и од себе најмногу, значи хуморот на своја сметка и хуморот на моите најблиски. Не ми е толку тешко, се го исцрпувам веќе тој материјал, сега ќе почнам малку да се ширам. И знаеш како, пример, има денови кај што сега да седнам и да сакам нешто да напишам, може нема да го направам тоа, меѓутоа не знам, ако влезам во туш кабина и нешто ми штракне и ми дојде и тука морам да го земам телефонот, морам да го земам телефонот и буквално најдобрите текстови, најдобрите материјали и така се случуваат. Спонтано. Спонтано, сега ако го земеш мојот телефон и да ти ги отворам SMS пораките кои ги праќам до најблиски, знаеш, дотека ми текне само за да не ми отиде да не го заборавам. Знаеш дека може да го направиме тоа некогаш бидете во еден прилог. Пораките на Ниџо. Никаков проблем. Само ќе видите и листи за пазарење по маркете за тоа. Па добро, и тоа е составен дел од животот. Тоа е составен дел од животот, да. Ја да ги замолам од режија да ни го пуштате видеото од Никола за да ете символично некои што немале можност да видат како всушност тоа изгледа. Да го погледнеме видеото па ќе прокоментираме. Што проверуваш, мајка? Сине, Моника повторно не исчистила како што треба. Насекаде праши. Мамо, престани да ја напаѓаш мојата сопруга. Таа е мајка на мојата ќерка.
твојата внука? Да, која ја изнесе пред 40 дена во парк. Мамо, веќе претеруваш. Разговаравме за ова веќе еднаш. Нели читавме на форум дека е сосема во ред да се изнесе детето пред 40 дена? Затоа одма го урочија детено. Изгоре од температура после тоа. Цуцулче, Господи, ве слушам од соба и само да ви кажам. Кристијана е наше дете и ние одлучуваме за неа. ве молам, престанете со расправијата. Чиме така, и Никола е моје дете. Ве молам, од утре да се разведете двајцата. Мамо, веќе претера. Те молам веднаш напушти ја мојата куќа. Сменет си, Никола. Само види брокула колку мразеше сега, само тоа јадеш. Коска и кожа си се направил. Срамот. Да, затоа што мојата сопруга знае што е најдоброто за мене. Кога живеев со вас, бев премногу анксиозен. Зашто еднаш не ми направи мача да пробам? Ете, како што викаше татко, за да не ми падне. Но ти не. Затоа не сум повеќе анксиозен со неа. Те молам, напушти ја просторијата, напушти ја мојата куќа, ќе разговараме Те подоцна. оставам сега. Доручкувајте во 2 попладне. Но ти повеќе немаш мајка, ниту пак ти, свекрва. Верувам дека хумор Се да распојатувам. навистина инспириран од секојдневие. Вакви расправи има по домовите, веројатно ова. Види, ако ништо друго не знам, ајде кај нас барем е културно, меѓутоа, знаеш, кога ќе дојде некој на кафе, не знам, од комши или слично. Така. И ја, мислам, за жени се седат, меѓутоа, јас со едното уво од кујна си собирам Собираш си материјал. собирам материјали, да. Така, Нема да дојдат комшивките веќе на кафе, Никола, ако не гледаат сега. Овој гласот што го слушаме во позадина исто си ти? Или Или па многу ме прашуваат тоа, обично не, мислам не го откривав на сите, инаку да, сите гласови се скоро мои. Само нели технологијата иде напред, па Така. малку ќе го направам со ефект, иначе 99% гласовите се само мои. така, добро, мораш да го направиш тој ефект малку Да. за да нели звучи сепак И тоа е различно многу, од тебе, многу да. интересно и првите видеа кога ги пуштив, мислам уште кога отидов вирално да речам, исто беше некоја расправија на плажа како ние македонците сакаме српски да збориме со некој србин од страна. Ехе, И први. и гласовите беа и таму мои. И се кара во коментари го пцуја едниот па другиот, не знаејќи дека го пцујат само мене дека ме пцујат. Добро, Само тоа ствари не е дека не далеко знаат. од вистината, реално. Како што кажа, од тоа што го гледаш, што го слушаш, си правиш тоа програма, си правиш видеа кои што веќе се вирални. Верче да преминеме малку на музика, бидејќи не можам да не забележам она што Боби ни го донел денеска, тоа е едно признание. Еве јас вака ќе го покажам, Боби ќе ни каже од каде беше последно и како се представи на тамошната публика. Моментално сега што влијал гледачите, тоа е една признаница. Тамбурица фест. Тамбурица фест, тоа е новосадски фестивал, тоа е светски тамбурашки фестивал во Нови Сад, што беше држана прошла година во септември месец 2025 година. И сега мора да видам дали скромен или нескромен. Ова е интернационален фестивал, значи имаш учесници некаде до 14 земји. Јас кога добив прво покана линк за да бидам таму, мора да го кажам ова. Е мојот сограѓан Нино Величковски кој ме препорача, пошто тој фестивал сите песни, специфичен фестивал е ова затоа што сите песни се прави во тамбурашки мод. Сите песни се распишува, транскрипција се прави за такво нешто и тоа се тоа жичен инструменти, некаде 20-25 луѓе. Оркестарот при Радио Телевизија Војводина. Тоа е Браво огромна... за Нино, добар колега, знам да препорача. Да, Нино ме препорача и ме се Убаво. јави, кажи Боби, дали би сакал, како да не. И најважното мора да го кажам, не се представив јас лично, јас како персона, него јас се представав нашата држава, Република Македонија, се ја представив. Тоа ми беше уште поголема мотивација да дадам се од себе. И ете таа мотивација ме донесе и ја донесе прва награда. Браво. Значи, освоивме на Светски тамбурашки фестивал во Нови Сад прва награда, каде што беа од 14 земји имаше учесници. Да, па добро, не. Секоја чест, браво. Секако, да. Таму што се вели нема протекции, мора да се покаже
Па во живо? тоа сакам јас да го кажам, но сакам и да напоменам, не би била ова награда доколку не го спомнам комплетниот тим што е сработил ова номера, зборам. Да. Комплетен аутор е господин Ѓорѓе Ковачевиќ, кој живее и твори во Нови Сад. И неговиот беше текст, но од екипата што го организирала ни побара дали може да се преведе текст на македонски јазик. И викам, супер, тоа би било одлично. Да. Тога се разбира волшебното перо на господин Огнен Неделковски, го ангажиравме, направи препев на ова песна. Песната инаку се вика Новосајанка, во 7 осмински такти. Нормално мора да биде во наш препознатлив некако македонски специфичен наш так. македонски и не случајно наредно така се склопиле коцкици да биде така и направи господин Неделковски препев на песната. Значи, тоа е победничката екипа, не може да кажам само јас. Јас сум само интерпретатор што дадов дел од себе. Еве можеме од реже да ги замолиме да ни дадат малку инсерти, па ние истовремено да коментираме, да знаат како фестивал всушност станува збор. Еве, вака изгледа таа една сцена. Тоа е огромен стејдж настапот, сцена. така? Имаше доста публика, грандиозно организирано. Да. Инаку секој година се одвиваше на Петроварадин, но прошла година беше пред платото на Спенс, спортската сала Спенс. Огромна, грандиозна сцена со максимална организација. Да. Третманот е прекрасен од самата организација, пошто тоа многу луѓе се. Да. Да, за да се организира ваков фестивал треба да. Огромна. Сакам да кажам дека многу големо ми искуство и имав треба нормално, што позади мене се вееше македонската знаме. Друго, кога представаш својата република, поголема одговорност. Секако одговорност, тежина, самиот настап се добива уште повеќе. Така е. Но ете, дадов се од себе и ете, да днесот таа наградичка данашна. Право, право. И се гордам со тоа, дефинитивно. Така е. Застави малку силену на мене, 300 тамбури за насвирете, оте наша дивна преграда, така љуби во Да. Ете убаво така на македонски така, што љуби се Новосајанка. слушна Браво. да се утпе. Меѓутоа приметувам дека сето тоа е во тој стил, мора со тамбури да е Се таа во музика, тамбурашки се во тој мот. тамбур. Сите композиции се Сите распишани. композиции мора да бидат така. Од тамбурашки мот многу интересно, мислам, за мене прв пат. Некако милозвучно, тоа е слично на нас, таа музика е слична на нас, ние сме големи емпати, ова е емпатична музика, знаеш, Да. се жичани инструменти, сето нежно, фино, убаво и Так. лежерно. Но направија за нас специјално изненадување сите учесници. Ние што учествувавме, се викаш, фестивалот се вика Тамбурашка Мондовизија. Инаку има и други оркестри што стакмичат како инструментални композиции и има повеќе награди, да кажеме, и за оркестри што учествува. Ето ние понесовме прва награда за композиција комплетната. Сега веќе уште поинаку ќе не гледаат, нели следната година кога ќе дојдат македонски надпреварувачи, значи ќе се очекува и од нив. Нели да се задржи тоа прво место. Ова е поставиле еден темел таму. слободно може да кажам Евровизија. Да. Евровизија, тамбурашка Евровизија. Бидејќи во 14 земји имаше учесници, дури далечната Австралија, Австрија, И тоа со Словачка, Маѓарска, традиција, мислам дека Хрватска, долги години постои овој фестивал. 18 години поред. И посластица на ова се беше после ова нашето изведување да не забава легендата која што живе се работи, господин Звонко Богдан, со неговите тамбураши. Жива легенда. Посластица за сите нас учесници, така да И секоја чести за него што се уште настапува. видите, јас таква енергија, иако во подминати години, па не може да кажете дека овој човек има толку години. Тогаш кога се појава он плени, Затоа е звезда. плени со така наметка, овака само. Има тој свој фрло X-фактор, сметка, да. И така, а публиката беше, мислам, преполно беше ова. Семени луѓе, средна генерација, сите го сакат. Да кажем дека само возрастна популација. Да, Не, сите 70 уживаат таа до музика. 7. Сите се веселат. И на секоја интерпретација имаше аплауз. На што е, мислим, како да кажем,
голема сатисфакција. И мислам организација на ниво, мислам таков третман за секој учесник што е, мислам така да кажам, тоа се многу луѓе. Видите, ова е оркестрот на Радио телевизија Војводина со мислам едно прекрасно искуство, ама ете. Да, и добро. Не се закитивте со награди, секако убаво не представувавте. Никола, да речеме дека во регионот секако има доста стендап комичари кои што ете доаѓаат кај нас. Еве си имал ни прилика, сакаш ли ти да појдеш надвор од Македонија, да се представиш на таа публика, на таа сцена? Тешко ли е да се направат тие контакти? Некако тие многу полесно доаѓаат кај нас, можеби поради јазикот, затоа што порано бевме една земја, па се уште од генерациите и поради музиката, сега можеби помладите толку многу и не го знаат јазикот, ма сепак, кога станува збор за македонскиот јазик и поидеко. Види, ти или имаш некоја информација или некој нешто ти кажал, се шалам. Баш во овие моменти сум во таква организација, на моје големо задоволство добив покана за гостување во Виена, во еден комеди клуб, значи клуб само за стендап комичари претежно, каде што најверојатно ќе одам на крајот на март. Ова вака неофицијално што се вика и ексклузивно кај вас. Инаку не е воопшто тешко, напротив, со риловите имам доста следбеници наши, нели македонци од диаспората што ме следат секаде. Кои што би дошле таму каде што ќе одиш. И тоа многу ме радува што не се само, да речам, не знам, Германија, Австрија, Белгија, значи имав случувања во Грција на одмор, ќе ме сретне некој наш од Белгија дошол на одмор тука и слично. После се видов со наши луѓе од Австралија исто во Охрид годинава. Америка значи има доста. Сцената наши, да, Инстаграм ни дава и такви опции, нели, да видиме од кај се следбениците, од кои држави, така да списокот е разновиден. Јас верувам дека со Виена ќе го отворам нагоре патот, бидејќи имам планови секако. Пак ќе речам, Македонија уште не ми е доволно прошетана, ете, не знам, Скопје и Охрид само ги поминав, имам желба и тука прво локално што се вика да поминам. Дали тоа би било Битола, Велес, да речеме, Куманово? Да, го имам испитувано тоа и има заинтересирано секаде, само треба, нели, да седнам, да се организирам, бидејќи нели и работам, друга работа и малку е тешко и со време да се стигне, меѓутоа. Па и дома фамилија, жена, дете. Меѓутоа ќе биде се. А кој видео најмногу го сакаат до сега? Имаш многу видеа. Да. Но кои се оние, ајде, две-три теми кои што мислиш дека најинтересно им биле? Па ова што го пуштивте како пример, ова е некоја инспирација од моето најгледано видео кој има околу 2 милиони прегледи. Исто тоа е првото видео за Сна и свекрва. Добро, тоа е вечна тема, многу интересна тема. Да, мислам очекував ја дека ќе иде вирално, ама до тој степен дека ќе има 2 милиони прегледи, така да тоа ми беше едно од така најинтересните и мои, не знам, најомилени. А дали гледаш да биде тема која што знаеш дека ќе се споделува, или гледаш прво тебе да ти, ајде ќе кажам, да ти легне таа тема, нели, за да можеш убаво да се изразиш? Или некоја комбинација од тие две работи? Види, секогаш гледам да е тоа нешто што ќе знам дека ќе е вирално. Не знам зашто, осеќам дека бидејќи јас, не знам, не снимам многу често, баш со тој акцент дека не сакам ради реда да снимам или слично, туку само кога ќе ми штракне глава дека или нешто актуелно е моментално кај нас, сега се разговара, се зборува, само тогаш снимам. Никогаш, не знам, ради реда не снимам, нели, или да, не знам, да отворам па да копирам некои теми и слично. Така да, не знам, само кој ќе ми дојде инспирација и кој ќе знам дека ќе биде видео. Ајде, може да следно за нас, Верчек, има утринска здрава Македонија, па зошто да не? Да, рече дека нема, не, напротив, повише ги те викнеме. Рече, после ќе ми се налутите, не те викаме, не, напротив, ние не сме такви и ќе те споделиме и плюс ќе те викнеме, и дома ќе ти дојдеме. Да, а нема да може да се карасиш. Никаков проблем. Така. Борче, сакав еве бидејќи зборевме со Никола како се создава, да речеме, она кој што тој го работи во вашата професија, како се создаваат добри играчи. Верувам дека младите еден од најпопуларните глобален спорт е фудбалот. Секој сака да биде Роналдо, секој сака да биде Меси и така натаму, да не ги редам најпознатите светски, нели, фудбалски звезди, но постои ли некоја, да речеме, формула или сепак е тоа една
малкотрпна работа каде што не е се ниво талентот, ниво земјата, кај што си ни тренер кој ти е, туку треба да го имаш и оне малку X фактор и среќа, што се вели. Па, сигурно дека тој X фактор е можеби најважен. Сигурно дека има многу таленти кои што не направиле фудбалски кариери. Сигурно има дека многу понеталентирани играчи во помлади категории, па потоа со својата работа, со својата ангажираност направиле подобри кариери. Меѓутоа, едно нешто е многу важно, а тоа е среќата. Значи, као јас стално викам, треба ово до згоре да те погали, да те посака дека ќе бидеш толку успешен и можеш да направиш добра кариера, затоа што детали одлучуваат. Многу моменти одлучуваат во тоа. Дали ќе си успешен или дали нема да си успешен. Дали во одредена утакмица ќе реализираш тоа што треба да го реализираш или нема да го реализираш. И сега се дешава да не се реализира од X причини кои што можеби не влијаат ни до тебе, ни до ништо друго. Така да голема е улогата на среќата во создавање на квалитетни фудбалери, меѓутоа сигурно дека треба да си има талент, треба да си има работа, треба да се биде активен, треба да се ангажираш, треба да се посветиш 100% на тоа за да бидеш успешен. Колку да речеме и условите допринесуваат за да се создаваат квалитетни играчи, бидејќи често пати нашата јавност коментира во однос на резултатите кои што ги постигнуваме или не ги постигнуваме во однос на некои генерации кои што биле претходно на овие генерации кои што ги имаме сега. Да. Дали и тука да речеме талентот секако треба да постои, дали меѓутоа другото е напорна работа, но и условите кои што ги имаат, како што рековте, мора да се посвети 100%. Сега за посветување на 100%, некој да се посвети на одредена професија, па и на фудбалот, секако треба да ги има тие услови, треба да е синхронизирано и едукацијата, но и тренингот. Сигурно дека условите се еден од битните фактори за создавање и развивање на фудбалери. Меѓутоа, од друга страна, па ако погледнеме кај има најталентирани фудбалери, ќе видиме дека таму нема некои специјални услови за фудбал. Тоа сакам да кажам, нити Меси, нити Роналдо доаѓаат од некои не знам какви терени. Сигурно дека има многу квалитетни фудбалери сега во последно време кои што доаѓаат од Африка, каде што знаеме дека во Африка нема услови за нити треба, ниту ништо, него има само гол песок. Имаат, меѓутоа излагаат фудбалери. Значи условите се исто многу битни, меѓутоа не се пресудни, не се тие што одлучуваат за. Што прво забележувате, имате 20 деца да речеме, почнуваат да играат. Што прво забележувате и да помислите од ова дете ќе биде нешто? Ме интересира. Не знам дали ставот, стилот, жарот во очите, жилбата. Па добро, тоа е веќе значи има скаутинг служби кои што работат на тоа, нели? И кои што имаат свои, да кажам, скали на тоа што приметуваат и што гледаат во фудбалерите. Имате ви искуство, знаете кога ќе ги видите веќе. За мене многу е важно да имаат брзина и да имаат, да кажам, добра перцепција, односно добри взимање на добри решенија. Затоа што денеска фудбалот стана многу брз, многу динамичен, многу агресивен, со многу мал простор, со многу брза реакција, брзо мислење, така да ако го немаш тоа денеска во денешниот фудбал тешко можеш да играш. Така. И исто така брзината, која што е можеби една од пресудните за денешниот фудбал. Кога е најдобро се да речеме се ја права таа кондиција на брзина? Мислам дека имаше негде дека прочитав дека до одредена возраст има едноставно кога играчите треба да ги имаат тие различни кондиции, мислам тие тренинзи за таа експлозивност кога треба да ја истренираат и дека тој да речеме период ако во развојот на еден играч не се направи, дека подоцна дека не може да се постигне, него дека други се резултатите. Во литературата тоа го викаат златно доба за развивање, односно за создавање на млади фудбалери. Тоа е период од 8 до 12 години.
во кој што период тогаш можеме да ги развиваме сите перформанси, односно карактеристики од физички аспект. Меѓутоа, таа е доба и за едукација, односно развивање на техничките способности, кои што се исто така многу важни за создавање на еден профил од фудбалер, кој што професионален профил на фудбалер. Меѓутоа, едното со другото е поврзано. Така. А за брзината што ме прашавте, брзината е вродена и таа може да се подобри многу малце. Ако имате вродена брзина, тогаш можете да подобрите со тренинзи, меѓутоа во многу мал процент. Доколку немате брзи мускулни влакна, немате брза реакција, сигурно дека тоа можете да го подобрите со тренинг, меѓутоа нема да стигнете до оно ниво кој што е потребно. Сепак и генетска предиспозиција. Да. Добро. Ви благодарам многу за одговорот. Сега како дека ќе продолжиме понатаму, тука ќе направиме една кратка пауза да се освежиме ние, да се освежите вие и се враќаме повторно во студио с разговор со нашите гости.